Почитувани гледачи, добар ден. За жал, уште една емисија започнуваме обременети со пандемијата, која во земјите на Европската Унија попушта, но сега сите се соочуваат како да се справат со негативните економски последици. Кога проблемите стануваат големи, здружувањето е еден од начините како да се надминат, па шведските марки Polestar и Koenigsegg ќе имаат заеднички модел. Во една од фабриките на Opel ќе се произведува нов модел од DS, а во Европа започнува влезот на кинескиот електричен кросовер Aways U5. По подолго време на следењето на умерените линии представен е смелиот и контраверзен BMW серија 4. Со BMW, но серија 2 во изведбата Grand Coupe ќе бидеме во денешниот тест. Врзете ги појасите, тргнуваме со полна сила. Швеѓаните ги издружуваат силите. Polestar и Koenigsegg најавија соработка. Деталите засега ги задржаа за себе, но не е тешко да се претпостави за што се работи. Имено Koenigsegg на салонот во Женева требаше да го представи својот прв GT модел, наречен Gemera. Тој е замислен како хиперавтомобил наменет за целото семејство со 4-вратен купе облик. Сепак изненади дволитарскиот турбомотор кој со издашна хибридна поддршка треба да развива дури 1700 конски сили. Плюс на тоа треба да има и електрична автономија од 50 на километри. Сето тоа со исклучок на енормната моќност некако многу е слично со најновиот концепт на Polestar со ознака Procept, кој требаше истовремено да биде покажан. Затоа и се верува дека идниот заеднички модел на двете шведски компании ќе биде нешто помеѓу. Но што и да е, јасно е дека ќе има спортски и футуристички изглед како и москавични перформанси. Најавената офанзива на кинескиот Aways на Европа започна со првата пратка од 500 примероци од електричниот U5, кој веќе е натоварен на брод. После долгиот пат околу земјината топка, тие идниот месец ќе пристигнат на Корзика, каде ќе се приклучат на рентакар флотата на Hertz. Овој електричен кросовер се докажа лани, кога со возењето од Кина пристигна на салонот на автомобилите во Франкфурт. Патот низ 12 земји, долг 15.000 километри, беше поминат за 53 дена, без никаква сериозна поддршка. Aways U5 засега може да се нарача само во неколку европски земји, главно големи пазари за електричните возила, како што се Германија, Норвешка, Холандија и други. Долг е 4,7 метри и има електромотор од 190 конски сили. Пакетот батерии од 63 киловат-часа треба да биде доволен за 500 километри, а предвидено му е одржување на секои 100.000 километри. Цената му изнесува 35.000 евра. Како наближува спојувањето со PSA, така Fiat Chrysler забрзано се консолидира. Најновата вест за тоа доаѓа од Италија, но се однесува на Jeep Compass. Имено 3 години по представувањето овој модел за европскиот пазар започна да се произведува во фабриката во Мелфи. Освен пократките рокови за испорака, бидејќи досега тој доаѓаше од Мексико, купувачите ќе имаат можности за поголем избор на опрема и ќе добијат пософистицирани технологии. Така, сега Jeep Compass е на располагање со нов 1,3 литарски турбобензински мотор со 130 и 150 конски сили. Обновен е и 1,6 литарскиот дизел со 120 коњи, а верзијата со погон на предните тркала за прв пат ќе има 6-степен менувач со двојна спојка. Понудата ја комплетираат плагин хибридните верзии со 190 или 240 конски сили и погон на сите тркала кои ќе пристигнат во салоните во втората половина од годинава.
Цените во Италија стартуваат од 29.000 евра. Джип лани во Европа продаде 65.000 примероци од Компас. Како ќе изгледа возилото на иднината? Има предни светла кои личат на лавовски заби. Лавовски заби? А дали ќе лета? Не, тоа е смешно, ама ќе има 3D инструмент табла со сите потребни информации. Дали можеш да го нацрташ тоа возило? Јас не цртам толку добро, но може нешто како ова. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Кросоверите се во зенитот на популарноста. На прсти на една рака се бројат производителите кои ги немаат во својата понуда. Кога станува збор за Hyundai, може да се каже дека навреме се позиционира на светската мапа, зголемувајќи ја постепено понудата која сега во Европа брои 3 модели. Најголемиот доби неочекуван редизајн со кого сега Санта Фе има далеку поприфатлива и складна предница и е подготвен да ја зголеми конкурентноста во однос на европските марки. Прескокнувајќи го редот на нештата, Hyundai го обнови Санта Фе. Овој кросовер сега повеќе не е награден со предимenzионираната маска, која се уште е голема, но со интегрираните светла изгледа растегната до самите работи на предниот дел. Најзаслужни за поелегантниот изглед се помошните светла поставени над неа, кои тенки како веги го обрабуваат освежениот преден дел на овој популарен модел. Поинаку изведениот браник и понатаму придонесува за масивниот изглед на Санта Фе, што е наметнато како компромис заради глобалното позиционирање на овој модел. Нам во Европа сепак ќе не биде битно што остатокот од каросеријата е ненаметливо мускулесто обликуван, посебно назад каде пристојноста владее. Дополнително, овој официјално само обновен Санта Фе ќе добие многу на значење кога ќе се дознае дека е поставен на новата платформа. Самиот изглед, кој е малку поинаков, не го открива тоа, ниту пак како што треба официјалното соопштение на корејците. Но како и да е, таа е од третата генерација вакви возила на Hyundai, со што се нагласени бројните подобрувања во поглед на перформансите, однесувањето на возилото при возење и неговата употребливост. Патем се споменуваат и новата звучна изолација, како и безбедноста, заштитата во случај на судар, која е подобрена со конструкцијата на каросеријата со поиздржлив челик.
Се разбира, новости има и во кабината на корејскиот кросовер. Тие главно се вртат околу поголемиот централен дисплеј и целосно дигиталните инструменти, но не застануваат тука. Бројот на прекинувачи е намален, но не претерано и не на сметка на практичноста при ракувањето со системите. Место рачка на менувачот се среќава големо вртливо копче, а сите верзии на Санта Фе одсега ќе доаѓаат со електронска селекција на изборот на режимот на возење, со цел возачите максимално да го искористат погонот на сите тркала. За жал, корејците докрај не ги открија неговите погонски групи, иако од снимките јасно е видливо дека новиот Санта Фе ќе биде на располагање и со хибриден мотор. Финалните спецификации за него ќе ги дознаеме многу брзо, бидејќи е предвидено тој од септември да започне да се продава. После обновените серии 5 и 6 Гран Туризмо, BMW го представи најконтроверзниот модел уште од времето на Крис Бенгл, серијата 4. Тој со концепт беше најавен на есенскиот салон на автомобилите во Франкфурт, кога со својата еволуција на естетиката предизвика многу остри реакции. Но германците останаа на своето и го пласираа со огромните бубрези. Тие толку се големи што го приковуваат погледот на нив, не дозволувајќи му да ги забележи мускулесто обликуваните линии на каросеријата, какви што кај BMW ретко гледаме. Посебно на задниот дел, каде тие се спојуваат во една спортски складна целина која наметнува почитување. Останува да се види како ќе реагираат купувачите на кои новата серија 4 ќе им биде достапна од октомври. А ним таа освен статусен символ ќе им донесе и задоволство во возењето овозможено од палетата мотори избрана од серијата 3. Од неа се изфрлени најслабите и основната верзија на серијата 4 располага со 184 коњи извлечени од дволитарски бензинец. Истиот агрегат е на располагање и со 258 коњски сили, а до појавувањето на М4 најсилен ќе биде 6-цилиндричниот 3-литарски мотор со 374 коњи хибридно од 48-волтната технологија, засилен со уште 11. Слично распоредена и дизелската понуда. Трите агрегати од 2 и 3 литри ќе потераат во галоп 190, 286 и 340 коњи. Сите модели стандардно се опремени со 8-степена автоматика, а дел од нив и со погон на сите тркала. Кај интериерот нема изненадувања. Освен седиштата, тој изгледа како целосно превземен од серијата 3. Дополнителна разлика ќе створи опционалната дигитална инструмент табла од 12,3 инчи впарена со 10-инчен централен екран. Безбедносните системи се толку бројни што не ни може да се набројат, со што треба да се оправда скоро за 10.000 евра повисоката цена од онаа на серијата 3. Три години поминаа од превземањето на Opel од страна на групацијата PSA. Тоа беше вистински шок и борба со многу непознат исход. Беа отпуштени многу работници, се воведе нова систематизација која резултира со кратење на непрофитабилните модели и воведување на економично производство. Она што на почетокот делуваше како кошмар, сега има сосема поинаков епилог. Opel покажува одлични финансиски резултати, а во испразнетите погони сега се наоѓа простор за производство на нови модели на групацијата. При преземањето на Opel од страна на PSA пред 3 години, најобитното прашање беше што ќе биде со фабриките на марката. Заради нивната мала ефикасност и вишокот капацитети им се закануваше затворање, што ќе значеше отпуштање на многу вработени. Се вмеша и германската влада, која дури после добиените ветувања ја даде својата согласност за преземањето.
Синдикатите сепак не беа задоволни бидејќи се сомневаа во најлошото. И навистина, еден по еден се гасеа непрофитабилните модели, а нивните замени доаѓаа од фабриките на французите. Плюс на тоа и General Motors започна да ја чисти својата гама од моделите што ги произведуваше Opel, кои во Америка се продаваа под ознаките на Buick. Еден од нив е и Insignia, која остана единствен автомобил што излегува од погоните на матичната фабрика во Руселскај. Таму некогаш работеа преку 15.000, а сега само 2.400 работници. За неа првиот човек на ПСА, Карлос Таварес, кажа дека во споредба со фабриката во Сошо, разликата во трошоците за производство изнесува околу 60%. Со тоа се чинеше дека судбината е запечатена. Сепак со помош на солидни инвестиции, за кратко време беше подобрена незината конкурентност со акцент на перформансите и квалитетот. Како награда за тоа, групата ќе му го довери на Opel производството на новиот модел на DS, кој треба да излегува токму од незините погони. Не е објавено за кој автомобил се работи, но не е тешко да се погоди ако се знае дека од идната година таму ќе се произведува новата генерација на Astra. Таа ќе биде поставена на флексибилната EMP2 платформа, која ќе биде електрифицирана. Тие два модела ќе значат долгорочно засврстување на иднината на главната фабрика на Opel, која постои од 1898 година. Тоа пак дава надеж дека постојат шанси да го добие производството и на знаменосецот на групата моделот DS9, за кој е замислено во Европа да пристигнува од кинеските погони на групата. Opel во моментов веќе произведува еден француски модел, а се работи за освојувачот на ауто без титулата за 2018 година Citroen C3 Aircross, кој според претходниот договор пред преземањето на марката, заедно со Crossland X се произведува во шпанската фабрика на Opel во Сарагоса. Март и април се месеци кои барем во автомобилската бранша сите сакаат да се заборават. Катастрофалните извештаи од пазарите удираа како цунами и ја покажуваа опустошената реалност. Сепак се појавуваат знаци на оптимизам, а во опоравувањето учествуваат и владите кои со позитивни мерки помагаат да се консолидира пазарот, бидејќи ако ништо не се превзема, најголеми губитници нема да бидат само директно и индиректно инволвираните во автомобилскиот бизнис, туку и државите. Европа не ги чекаше мајските податоци за продажбата на автомобили за да реагира. Затоа доволен беше 80% пад во април. Најслаба продажба имаше на големите пазари. Во Италија, Шпанија и Велика Британија купувачи практично немаше. За разлика од ланските 455.000, во овие три земји заедно се продадоа помалку од 13.000 возила. Франција забележа 10 пати помала продажба од лани, а Германија успеа да задржи 40% од пазарот. Токму властите на овие две земји први донесоа стимулативни мерки за купување на нов автомобил. Во Германија субвенциите се однесуваат само на електричните возила и ќе се движат до 9.000 евра, од кои 6 ќе дава државата, а 3 производителите. Но ова ќе важи само за возилата со цена до 40.000 евра, што значи дека се исклучени домашните премиум марки. За да може да се следи порастот на бројот на електрични возила, во иднина секоја бензинска станица ќе мора да има инсталирано полначи за батериите. Понатаму, данокот на додадена вредност за сите возила е намален од 19 на 16% за период од 6 месеци, но истовременно се зголемени давачките за возилата кои емитуваат повеќе од 95 грама јагленород диоксид. Ваквите мерки наидоа на негодување на Германската асоциација на продавачи на возила, која тврди дека тие уште повеќе ќе ја влошат ситуацијата. Со право, бидејќи на нивните плацеви има насобрано непродадени нови возила во вредност од 15 милиарди евра, за кои субвенциите не важат. Можеби затоа владата на Франција се определи за посеопфатен пристап. Таму секој што својот стар дизел ќе го однесе на отпад ќе добие 5000 евра, а ако купи електричен автомобил со цена до 45.000 евра, уште 7.000.
Плагин хибридите со електрична автономија од најмалку 50 км ги следуваат по 2000 евра, а предвидено е да се стимулираат и купувачите на користени возила. Тие ќе добијат по 5000 евра ако купат електричен или плагин хибрид, односно 3000 за возило со мотор со внатрешно согорување, доколку тоа ги исполнува најновите стандарди за емисиите. За еден месец ова е трето BMW што го имаме на тест. Немојте да ве лаже изгледот, ова не е BMW серија 1, ова е BMW серија 2. Првенствено разликата е во контурата. Предницата е и првиот дел на возилото, на каросеријата е како кај серија 1. Но има исто така една разлика што овој дизајнерски потег без рамка на прозорците е типично купеовски. Главна разлика со серија 1 е токму задниот дел. Тој е направен купеовски, па затоа го имаме и името BMW серија 2 Grand Coupe. Додека серија 1 е класичен хеджбек со 5 врати, Grand Coupe е вистинско купе, што го прави и најмало BMW кое има седан каросерија. Па затоа и просторот во багажникот не е многу голем, имаме некаде околу 420 литри на располагање, но тоа е сосема доволно да се собере багажник за, да кажеме, 4 лица. Динамичната линија не е само резултат на изгледот на стоп светлата, туку и на овој дискретен спойлер кој во оваа изведба со 3-цилиндарски турбобензински мотор и нема големо влијание. Најголемиот проблем кај овие компактни каросерии кои имаат купеовски амбиции е влагањето на задната клупа. Јас влегов без некои големи проблеми, гледате дека имам доволно простор за колениците, бидејќи моето возачко седиште е наместено во мојата возачка позиција, но немам простор за главата. Гледате дека јас морам некако да седам стуткан како бакшиш во висина, за да можам да седнам некако нормално. Но ова не би било баш најпријатно на долги патувања. За кратки релации секако дека нема да има никаков проблем. Со седнувањето на возачкото седиште веднаш ви станува јасно дека во било кој модел и изведба на BMW во прв план е ергономијата и комфорот на возачот. Иако ова е возило базирано врз серијата 1, јас имам простор во сите смерови и удобност, но и мојата возачка позиција е онаква каква што сакам да биде. Иако не е од скапите BMW-а, оваа изведба ги има сите благодети кои ги има и во поголемите модели. Например, имаме избор на 3 модуси на возење. Автоматски менувач. Не е 8 степен, но доволни се 7 степени за менување во оваа изведба. А околу мене е познатата иконографија која ја гледа секој возач на BMW. Да не должиме многу. Јас сепак би сакал да видам што може да пружи овој мал 3-цилиндарски 1,5 литрен турбобензинец кој има 140 конски сили. Престојот во кабината на BMW 2 Grand Coupe е исто како да се наоѓате во серијата 1. Ергономијата е таа што е силна страна на BMW. Но ова не е типичен BMW од неколку аспекти на гледање. Прво,
има погон на предните тркала, што не е типично BMW-овски. Исто така има и мотор со 3 цилиндри, што исто така не е типично BMW-овски. Овој бензинец има зафатнина од 1,5 литри и со неа успева и со помош на турбината да произведе 140 конски сили. Овој агрегат е ефективен и поради тоа се употребува и во англиската подружница на BMW, наречена Mini. Баварскиот синобел пропелер сепак не ги остава работите на случај и ви дозволува да се забавувате малку повеќе иако го имате погонот на предните тркала. За да се добие барем привидно чувство на возење на задните тркала и на задната оска, BMW ја имплементира AGR технологијата. Што е впрочем таа? Најлесно да ја објаснам е дека таа работи во обратен алгоритам од контролата на тракцијата. Наместо да го стабилизира внатрешното тркало, што го прави трекшн контролот, AGR технологијата малку го закочува надворешното тркало, па така да добивате благо исчашување на траекторијата на движење, со што се симулира чувството дека имате погон на задните тркала. Но сепак не смееме да заборавиме дека во возењето инерцијата исто така делува и на предните тркала, па можно е мало над управување, а не подуправување, што е типично за задната оска, за погонот на задната оска. Она што ми се допаѓа кај Гранд Купето, покрај купеовската форма се и манирите кои ги има на патот. Тие се сосема добри и ви овозможуваат лесно возење, лежерно возење, но доколку сакате можете 7-степениот менувач да го погоните рачно и лесно да префрлате во преносите во плюс или во минус. Со тоа би добиле и на динамика на возењето. Мене ми се допаѓа и управувањето, иако не е типично BMW-овски, но ви дава вистинска представа каде се наоѓа автомобилот и каде ќе оди, бидејќи со него многу лесно ги командувате траекториите на движењето. Трицилиндричните мотори се познати по својата економичност. Дали беше по тоа? Не би бил сигурен, но тие се еколошко оправдливи. Секој ги форсира бидејќи на хартија даваат многу добри теоретски, еколошки и економски податоци. Но, дали е тоа така? Доколку сакате трицилиндричен турбобензинец да го погоните малку подинамично и да го почувствувате благодетот на турбината, тогаш бидете спремни да потрошите и повеќе од 10 литра гориво. Но, доколку сте економичен и смирен со командите за забрзување, тогаш можете во град да остварите просек од 7,23 литри, што е сосема добар параметар, доколку се земе во предвид дека овој автомобил тежи околу 1,4 тони, а имаме само еден трицилиндричен агрегат како генератор на силата. BMW 2 Grand Coupe чини преку 45.000 евра. Но доколку имате преговарачки вештини, би можеле оваа цена многу да ја спуштите. Јас не би сакал понатаму да навлегувам во ценовната политика и во ценкањето со импортерите. И стука би ве поздравил. Ви посакувам се најубаво до нашето следно гледање за една недела. До гледање.